Здраво, здраво на сите, еве неповторно со емисијата се кладиме заедно со мене, Зоран Мишевски, Евротип спортски облажувалници, конечно повторно во исто студио. Зоки, како е? Тимот комплетен. Тимот комплетен, дали ти недостигав, кажи ми? Да. Беше чудно малку без тебе. Да, еве заедно сега Иако ни прати добитнички тикет од Кина. Значи морам да се пофалам и то од Кина пратив добитен тикет со сите комбинации можни, не го уплатив, немаше во Кина каде. Навистина бе во Кина, доста е од ориз јадење и од ноџиња од кокошки. Се враќаме на реалната храна и се враќаме на понудите на Евротип спортски облажувалници. Веќе е седмата етапа на нашата наградна игра 11 евро шанси за 100.000 денари заврши. Добитникот е од Богданци, поздрав другар, со здравје си ги трошиш парите, а во моментот највисок коефициент има играч Златко, колку што знам, од Прилеп со 760 милиони. Значи Златко, тие 760 милиони коефициент кој што си ги направил, верувај дека за многу брзо ќе бидат, ќе има некој направено повисок коефициент, така да спремај нов тикет и гледај да останеш на врвот. Милиарда спремај. Милиарда минимум. Значи спремај и биди добитен, па да дојдеме во Прилеп да ти ги доделиме тие 100.000 денари. Исто така не заборавајте да креирате брз тикет на evrotip.mk, смислувајте добри тикети и освоите 100.000 денари. Значи ви останува уште колку? 8 етапа веќе во теке, 11 етапи до самата нова година, веќе нашата наградна игра е во тек. Се надевам дека и во другите градови ќе има добитници, освен во Битола, Прилеп и тукашните места. Да. Ајде да видиме некој во Гостивар нека направи. Предизвикот нека е во Гостивар нека направи, или во Тетово, или во Куманово, не знам. Веќе готово надвор залади, почнува лека полека да не фаќа доцна есен, скоро зима, уште малку за месец дена. Зоки. Значи, да, понудата најголема што може. Да, во ЕКС е значи најинтересните фудбалски надпревари и останатите спортски надпревари исто така. Заврши репрезентациите, значи сега репрезентации ќе немаме до март 2020, значи ќе се игра само клупски фудбал. Клупскиот фудбал е секојдневен, понудата е поголема. И станува се поинтересен затоа што некако се згуснува целата. Лига шампиони и Лига Европа наредната недела ќе дојде петто коло и полека ќе ги имаме сите патници за пролетните надпревари. И некаде до 15 декември ќе се играат европските купови, а потоа следи пауза до средината на февруари. Но затоа националните првенства сега се разжештуваат. Во Англија во премиер лигата популарниот Boxing Day крајот на декември ќе донесе 4-5 кола за 2 недели, така да тоа ќе биде најжешко и понудата најголема. Така, за квалификација европско? Да, заврши репрезентациите, имаме 20 сигурни патници за европско првенство. За баражот, ние смете во бараж? Ние сме во комбинација за едно од тие 4 слободни места и имаме по мене реални шанси, бидејќи две пречки не делат до европско првенство. Првиот противник Косово на наш терен, значи да ни понудеше некоја ваква опција кога почна квалификациите, сигурно ќе ја прифатевме, а и евентуалниот втор противник не е некој да боли глава, Грузија, Белорусија, тоа е наше ниво, можеме со нив да играме и мислиш дека со добра подготовка ние од сите 4 репрезентации имаме најискусна репрезентација. Така. Не велам најквалитетна, но другите немаат Пандев, немаат Спировски, немаат Ристовски играчи кои што играат по клубови од светска класа, кои што имаат надпревари од европски купови. Мене ми е тоа голем адут. Искуството во вакви надпревари игра голема улога. Еден меч е погрешен пристап, погрешен влез во надпреварот и замина шансата, тоа е тоа. Така. Добро. Значи преходната недела имавме добитен тикет. Добитен тикет за репрезентација, сега да направиме добитен тикет за тоа. Ајде конечно и да го платам, да го платиме заедно. Ајде да видиме. Значи не заборавајте дека во спорт кафињата на Евротип спортски облажувалници веќе е затоплено, има прекрасна атмосфера, така да дојдете, гледајте заедно, дружете се, забавувајте се и направете добитни тикети. Крај крајави да не направите добитни тикети, ова коло, следното коло ве чекаат пак надпреварите. Ние извадивме неколку надпревари. Ајде да видиме. Еве ги спремни се. Да, Арсенал Саутемптон. Па еден меч со апсолутен фаворит. Арсенал ми се чини дека е апсолутен фаворит. Годинава игра малку топло-ладно, но Саутемптон е идеален противник. Да ги изгазат. Не дека боксерска вреќа, но горе-долу разликата е евидентна во квалитет, мислам дека Арсенал ќе победи. Ќе победи така, дури со гол. Јас претходно ја извадив од претходно како играле Арсенал Саутемптон играле 2-0 за Арсенал, 3-2 за Арсенал, 3-3. Повторно имали, значи ќе паднат прилично голови. Да, мислам дека ќе биде ефикасен пак. Да, играме на што? Играме победа на Арсенал, типе. Победа на Арсенал, а? Чист кец? Чист кец по мене. Кец, јас се мислам дека плюс ќе паднат и голови. И голови. Кеци 3 плюс да. Кеци 3 плюс може. Ајде кеци 3 плюс да ги зголемиме малку шанси. Англија од овој викенд ќе биде дополнително по интереса се враќа Мориньо. Потпиша
во Тотенхем, тренер е на Тотенхем. Мориньо носи една посебна аура со себе, интересен е пред надпревари, понад превари. Ако не ги исполни очекувањата, го менуваат одма. Значи нема. Прилично скапе за За брза смена. Добро, вториот надпревар е помеѓу Манчестер Сити и Челси. Доста интересен надпревар. By the way, тој е и надпреварот кој ни е даден како предизвик од Евротип спортски облажувалници, каде што понатаму ќе откриеме кој е предизвикот. Значи са ние Челси е играме. хит на сезоната, има многу млада екипа, но игра многу гледливо, допадливо, освои многу неутрални победници. Сити е многу поквалитетна екипа и помалку е предизвикан да реагира по поразот од Ливерпул во претходното коло. Ми се чини дека Сити тоа нема да го пропушти, дека сигурно ќе го победи Челси. Сигурно. Предходно играле 0-1 за Сити, 6-0 за Сити предходниот надпревар и 2-0. Да. Мислам дека Сити ќе победи против Челси. Сега тешко е да се предвиди дали со голови или со мал број на голови. Мислам дека и Лампард и Гвардиола играат отворен фудбал. Мислам дека ќе има голови и дека Сити ќе победи. Тип 1 победи. Тип 1. Ајде тип 1. Одиме са тука чисто без голови заради тоа што малку ми се мати ова дали ќе паднат голови. Гранада Атлетико Мадрид, ајде кај шпанците да видиме. Гранада е хит на сезоната, ја победи дури Барса дома. Горе е во друштво на Реал Барса Атлетико. Сите се прашуваат колку ќе трае тој блесок на новиот прволигаш. Атлетико ќе игра без Диего Коста кој што е повреден, веќе се оперираше, 3 месеци ќе биде аут. Но мислам дека сепак Атлетико со Мората вака во форма е фаворит дека Атлетико ќе ја победи Гранада. Тоа е и добар коефициент. Да. Гостинска победа, иако по мене чекува расплет. Јас мислам дека Атлетико ќе победи во Гранада. Мислам дека е чиста двојка, но мислам дека ќе паднат и голови заради тоа што дека ќе има борба и ќе има докажување многу. Атлетико е една од екипите која што прима најмалку голови и Облак е голман кој што најмногу пати ја задржал мрежата на нула. Значи тоа е во Европа, не Значи велиш да одиме на конечен тип двојка? Тип 2 ми е некако добра солуција, иако не е исклучено дека ќе паднат голови од една страна, дека ќе ги даде Атлетико на пример. Така. Ајде ќе одиме на двојка. Ќе одиме на двојка. Вилјареал Селта? Вилјареал Селта. Извадено, да. Два нови тренери имаат и едните и другите. Значи сето тоа покажува дека не тргнале добро. Значи дека менувале тренери се сезона. Многу тежок надпревар за прогнозирање, можеби тука играта на голови е подобра солуција. Да, па јас од ова што го извадив имам претходно играле 3-2, 2-2, 4-1, дека помеѓу себни надпревари. Тука неутралните ќе уживаат во голови, мислам дека сигурно ќе има најмалку 3 гола, дека 3+1 добра игра. Ајде одиме на 3+ и одиме кај французите, Лион Ница. Ница. Ајде тука да видиме. Лион е многу поквалитетна екипа од Ница и полека ја добива структурата со новиот тренер, со Руди Гарсија. Доби 2 меча во првенството, еден во Лига Шампиони. Мислам дека Лион ќе победи Ница. Лион, да, добро, одиме на чист. Дека тип 1 ќе биде сега односот на голови. Одиме чист кец. Во моментот сигурно на вашите екрани е испишан нашиот тикет, нашата прогноза. Ќе го уплатиме овој пат и ќе видиме дали ќе биде добитен. А предизвикот е, значи, Манчестер Сити, Челси, конечен резултат. Па добро ни оди со конечен резултат, добро ни оди. Погодивме многу конечен резултат. Да, ајде сега да видиме. И тоа главно англичани. Ама од претходно конечен резултат Манчестер Сити, Челси било 0-1, 6-0, 2-0. Значи нема една средина. Нема едно кое би знаело. Мислам дека сега нешто помеѓу ќе биде. Значи нема да биде ни еден гол, ни 6. Значи, повели, ајде. 3-1 за Манчестер Сити. 3-1 за Манчестер Сити. Јас моето омилено 2-1 за Манчестер Сити. Нема 2-1 Ливерпул со Тотенхем 2-1. Да, 2-1 одам јас за Сити. Добро, тоа беше предизвикот, тоа беше нашата емисија Се кладиме. Играјте на 11 евро шанси за 100.000 денари, веќе 8 етапа. Се гледаме. Чао, чао. Се гледаме следната недела.